ве каниме да учествувате заедно во кокреацијата на иновативна маркетинг стратегија со цел промоција на Мој ДДВ, моја наградна игра. Од надпреварите секогаш произлегуваат најдобрите решенија од една страна, а од друга страна со оглед на тоа што во ова решение ќе бидат вклучени и студенти, сметаме дека има една поинаква вредност, а таа вредност е од една страна менторство, од друга страна да се вклучат студентите преку практична работа да научат нешто ново и од трета страна секако вие како маркетинг агенции верувам дека сите се соочувате со проблемот со кој се соочуваат сите индустрии, а тоа е наоѓање на квалитетен кадар. До едукација, до квалификација, па се надеваме дека од овој хакатон ќе произлезе и да студентите кои што ќе бидат во тимовите можеби ќе бидете заинтересирани да станат дел од вашите тимови, вашите маркетинг агенции. Сега неколку бројки за мерката Мој ДДВ, значи сите знаеме дека апликацијата Мој ДДВ е веќе значајно популарна помеѓу граѓаните. Околу 170.000 граѓани на месечно ниво ја користат активно и скенираат фискални сметки или во просек околу 8 милиони скенирани фискални сметки има на месечно ниво. Ако го споредиме првото тромесечие од кога беше лансирана апликацијата Мој ДДВ со тромесечието од 2018 година, се работи за пораст на наплатено ДДВ или нето ДДВ од околу 23%, што е значаен пораст, значи мерката ги дава резултатите, граѓаните бараат повеќе фискални сметки скенираат, се враќаат пари, односно првите средства ќе бидат вратени и исплатени во текот на месец декември за првото тромесечие, но секако нешто што ги дава резултатите секогаш може подобро и затоа ова наградна игра има всушност за цел да ја унапреди, односно да, ајде да кажеме да се насочи на неколку работи. Една работа е јас веќе скенирам сметки, зошто повеќе да скенирам ако сум го достигнала лимитот. Ќе ви дадеме причина плюс со наградната игра, зошто да скенирате повеќе, зошто понатаму да барате фискални сметки. Од друга страна, сметките кои што се со мало ДДВ, ете да кажеме 5%, 0%, граѓаните може да остварат мал износ на поврат. Тука ќе имаат сите еднакви права и шанси, зборуваме за една вин-вин комбинација, бидејќи сите сметки, вклучително и оние сметки кои што се со 0% ДДВ, влегуваат во наградната игра. Ќе слушнете повеќе за наградната игра, но она што сакам да го кажам е дека навистина концепирана на начин да ги фати сите зацртани цели, односно сите моменти кои што претходно биле можеби истакнати од страна на граѓаните како можности за подобрување, сите предлози се земени предвид и е концепирана на начин што додаваме еден едукативен елемент во наградната игра, а тоа се пораки едукативни за креање на даночниот морал и за информирање на граѓаните кога ќе скенираат сметка на дневно ниво, доколку не е добитна, да добијат одредена порака. Маркетинг агенцијата која што ќе биде избрана добива буџет од 2 милиони денари за да го спроведе решението кое што го предложила во текот на следните 12 месеци. Тука ќе вклучува и концепт креативен за промоција на наградната игра, од друга страна ќе вклучува и предлози за како на најсоодветен начин да се извршуваат извлекувањата на месечните и главните две годишни или на почетокот и на крајот главни две парични награди. Сите награди кои што ќе бидат доделени се во паричен износ, а вкупниот награден фонд изнесува околу пола милион евра. Организатор на наградната ќе биде Државна лотарија на Македонија, па од тука сакам да кажеме која ќе биде комисијата која што ќе ги оценува овие предлог креативни иновативни решенија и стратегии. Комисијата ќе се состои од 5 члена. Тоа е еден член од Фондот за иновации и технолошки развој, еден член од страна на Министерството за финансии, член од страна на Управата за јавни приходи, член од Државната лотарија на Македонија и еден одворешен член, односно професор на економски факултет кој што предава методологија и маркетинг, кој што ќе биде исто така дел од оваа комисија. Ова е втор ваков повик за соработка кој што го реализираме со Министерството за финансии. Минатата година реализиравме Фин Хакатон 1, во кој што се развија неколку корисни алатки кои што сега Министерството веќе ги користи во делот на она што го зборуваме како концепт на граѓански буџет, односно како сите оние документи за подготовка на буџет и реализација на буџет кои се доста големи и комплексни, се изџвакани во две апликации кои што се поприлично достапни, едноставни, разбирливи за сите наши граѓани, односно за сите луѓе кои се заинтересирани реално сватат како се трошат нивните пари од страна на државата. Фин Хакатон 2 е дел од поширока една иницијатива пример иновации во јавен сектор која што е започнавме некаде минатата година. Веќе реализираме неколку проекти во тој сегмент. Реализираме еден проект со Министерството за транспорт и врски. Ова е вториот проект кој што го реализираме со Министерството за финансии.
Пред 10 дена испромовиравме неколку решенија, односно поточно 9 решенија во делот на намалување на загадување на воздухот, кои што исто така очекуваме дека ќе најдат примена особено во јавниот сектор, особено во единиците на локалната самоуправа, така што има доста решенија, како што спомена и Нина, кои што предвидуваат креативноста, флексибилноста на приватниот сектор, на приватната иницијатива да се примени во јавниот сектор, во насока прво нормално негово будење, на зголемена ефикасност, на зголемена респонсивност према потребите на граѓаните. Зашто Финхакатон 2 не нормална тендерска постапка? Многу едноставно, затоа што во нормална тендерска постапка имате надпревар помеѓу веќе етаблирани компании, односно агенции. Концептот на хакатон, кој што го преземаме земји кои што се доста понапредни од нас во овој дел, особено ќе го споменам тука Израел, подразбира дека можеме да бидеме пофлексибилни, вклучуваме и други сегменти од општеството, пред се за младите. Ако ги забележавте, односно во самата презентација ќе ги видите условите за учество, че покрај правни субјекти, односно етаблирани агенции за кои што зборуваше Нина, овдека очекуваме во секој од тимовите да бидат вклучени студенти. Што е целта? Целта е токму младите луѓе да добијат право на свој глас, учество, не само во приватниот сектор иницијатива, туку и во проектите и планови програмите на владата. Така што очекуваме дека добитното решение или добитните решенија, зависи од тоа каква ќе биде одлуката на крај на комисијата, задолжително ќе вклучува, односно ќе подразбира партнерство помеѓу етаблирана компанија во бизнисот, во овој случај во маркетингот, и студенти од факултетите. Јас исто така очекувам, како и минатата година, дека на крајот на овој процес комисијата ќе има навистина тешко решение да процени што е тоа што е добро, односно кој од проектите е подобар од останатите, за да може да добие средства и да може да се спроведе како решение. Очекувајте вакви иницијативи и во иднина. Јас само ќе ги повикам и останатите институции, пред се министерства, да го следат примерот и на Министерството за финансии и на Министерството за транспорт и врски, да инициираат секој во рамки на своите програми и процеси ваков тип на вклучување на младите луѓе, ваков тип на примена на иновативни решенија во нивното работење, затоа што тоа е еден од начините како побрзо истите тие да станат и поефикасни, да понудат јавни услуги што се од значително поголем квалитет за граѓаните.